Денеска сум во друштво кое буквално ме грее. Уживам во поубавата половина на антагонизмот, љубов и бој, сплотени во љубовина. До мене Вера Милошевска, Верче, Славејче или за мене мојот шербет од македонскиот мелост. Повели Верче, представи ни се од каде доаѓаш ти, кои се твоите корени и од каде оваа убавина пред мене. Дали си гркиња или македонка? Некако беше дал си була или гркиња и си моме македонка, што си волку убава. Што си волку убава. Доаѓам од многу места на Македонија. Главно доаѓам од Дивиот Запад. Родум по дедова линија, јас сум од Сливово. Сливово е едно преубаво село во регионот Дебрца. Се смета за Охридско село, иако не знам зошто, некако гравитира многу повеќе кон Кичево и колку што разбрав, истопанисувањето некако било повеќе поврзано со Кичево отколку со Охрид. Меѓутоа јас и двата града ги сакам, така што немам замерки, апсолутно. Потекнувам од една фамилија која преживеала многу, дала многу луѓе, па добро, Сливово во главно е познато како село на непокорот на некој начин, а и кога ќе влезете во самото село, има сведоштва за тоа, не само спомен собата, всушност во местната заедница имало спомен соба, која се однесува на Народно-ослободителното движење и на првата македонско-косовска бригада, која токму таму се формирала во Сливово, и он е прекрасен мозаик кој што се гледа во насред село, во центарот на селото. Сето тоа сведочи дека во тоа село навистина владеела таа некоја самосвесна бунтовничка самосвесност, непокор. Сплотеност. Да, онаа имала нека сплотеност, сега што ни треба најмногу. Бидејќи во главно е и печалбарски крај. Меѓу другото се одгледувале многу овци. Познато е по овчо сирење и по трлата овци и по козја, секако. Но печатот главно е навистина врз овчото сирење, меѓутоа и исклучително печалбарски крај, така што немало како освен да бидат сплотени. Во печалбарската фамилија знаете како не постојат машки и женски работи. Жената прави се, затоа што во прашање е опстанокот на целото семејство, така што таквите жени по правило биле силни или морале да бидат. Едноставно животот ги правел такви. Стожерни морале да бидат и стожери, и еманципирани, и да мислат и да одлучуваат. Тоа е огромна улога што ја имале жените во тој крај и верувам и во другите печалбарски крајови во Македонија. Така што мојата средба со Сливово е всушност преку моите најблиски постари роднини. Таа е мојот чичко драг Петар, тоа е мојот татко Страшо, тоа се моите тетки Менка и Славица и подалечните роднини кои ги познавам, затоа што јас Сливово го знам од раскажување. Јас немам седано, немам престојувано кој баба и дедо во Сливово, затоа што во налетот од балистите кои што го палеле Сливово, тоа се Джемо и Мефа Илхаса, тоа се браќа кои во тоа време многу зулуми нанесувале, соработувале веројатно со во тој момент со фашистичкиот освојувач и со фашистите, така што во тие некои налети на палење на селото, они пребегнувале. Значи пребегнувале најчесто и кон Прилеп, така што мојот дедо е таму оженет, а подоцна, бидејќи самиот учествувал во не само во бригадите, туку и завршувал училиште за резервен подофицер за кога сме кај бригадите за јавни комуникации. Еве го мојот драг дедо Арсо. Дедо Арсо, мојот партизански дедо. Така. Со Титовка. Со Титовка, да. Баш со Титовка. Еден од најдобрите, најплеменитите, остроумни интелектуалци кои јас ги познавам од старата фила, мојот најдобар дедо со кој јас бев во вечен сојуз до големи години, додека се разбира не ми замина, не почина. Јас бидејќи сум една внука, многу се сакавме. Другите беа машки и некако беше доста наклонет
кон мене, така некако Да. по нека привлечност природна. Инаку И дедо дедо е Арсус? економист, високо образован, со 3 деца, кои што заради сплетот на околности и како што кажав, тие бегства, губење на сето спечалено затоа што се растени во село во кое што контурија имале имале ниви, стока, бунар, биле добро стоечко семејство токму поради тоа што дедо ми, прадедото мој, многу долго бил печалбар на многу места во и малку надвор од Балканот. Така што дедо ми е пораснат во, се сеќам, не знам дали тоа го спомнав, дека секој пат кога се возел со автомобилот, секој пат кога ќе сретнал деца што пешачат, ги качувал во кола и им раскажувал колку тој долго одел до училиштето и Пеш? воопшто колку морал пеш да оди да носи млеко секој ден во анот и колку често заспивал по магренцето, само го носело во анот зашто го знаело патот и дека од дете е растен во околности кои што значеле борба. Од првото стапнување на земјата значеле борба и тоа мислам дека го прави човека многу способен, многу брзо да размислува, многу брзо да одлучува, многу брзо да поврзува и многу добро да ја развие својата интуиција, веројатно за следни некој животни состојби, периоди. И по женска линија имаш една борбена хероина, за која што имаме сведоштво овдека, можни интересно сведоштво. Да, тоа е споменицата на мојата прабаба уникатен Менка. Тоа е всушност документ. мајката на татко ми, на дедо ми. Таа баба Така. Менка. Тоа е таа еманципирана и стожерка жена што ја раскажував, која што морала да одгледа 4 деца, едно придојдено, затоа што останало без мајка и татко, значи вкупно 5. И гледате како е тоа интересно напишано. Ова е документ, ова е сведоштво, ова е од архивата на семејството на Вера, кој што во денешно време е буквално една ретка скапоценост. Ќе ни го објасниш да го Ова е читаме? декрет, ова е најинтересно, што во знак на народно признание за Прочитај особени ни го. лични заслуги. Кратко е, прочитај ни го. Значи, декрет со указ од број 33 од 2.8.1952 година во знак на народно признание за особени лични заслуги за Македонија и македонскиот народ, стечени во Илинденското востание, во народно-револуционерното движење во борбата за ослободување на Македонија и македонскиот народ од турското робство, Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија е решил да се на Менка Димко Милошевска од град Прилеп додели Илинденска споменица. Значи Вера Милошевска ни е потомок на добитничка хероина на Илинденска споменица. Дата е многу интересна, приказна. Се изненадија и моите братучеди, пред некој ден се сретнавме и ми раскажував за ова. Знаете ли дека има баба, прабаба Менка, дека има Илинденска споменица, па како? Ги снабдувала комитета со леп. Како ја снабдувала фамилијата, која била голема, огромна вила, така печела леп и испраќала. Значи, сите од селото на некој начин помагале. Некој ја подкажал, веројатно некој од фамилиите, кои што за тоа добил или возврат, или... Кодошите ги имаме Па во секој кодошите време, секој пат ги секаде. имало, да. И дошле Обично турците. на тројца се двајца кодоши. Добро, веројатно. Дошле некои од турските представници кои што требало да ја затворат и таа им рекла не ме затворете, јас ќе ви покажам кај се комитите. И како тргнале пеш, размислувала како ќе ги што ќе направи сега, како ќе се извлече од ситуацијата, ги однела значи зад селото, кај што биле нивите, нивните ниви, стоката кај што ја чувале, кошарата кај што им била, имале и бунар. Не знам како успеала да ги турне двајцата во бунарот и да се удават. И ова Ги е намамила, значи, ги намамила. Со предумисла. Ги Ова е насамарила. Ги насамарила, ама има и предумисла тука. Ги навела до Ги бунарот. навела и размислувала како ќе се извлече. Она Едно тргнала. ситно женче
Значи, верувајте, Енергично, мудро, како да надитри некој што буквално сака да мало ја ситно сотре женче. фамилијата. Ова е женче од 1,50 и нешто, керка ми е повисока денес од мојата Ама прабаба. опасно, Ама опасно, опасно, женче. да. Наспроти мојот прадедо Димко, кој што пак бил 2,10. Значи, неверојатен пар. Многу е вака интересни случаи Антагонизам настани. по височина, ама сплотени јунаци. Сплутени, да, баш така. Тоа е оваа баба, тоа е баба ми Стојна. Значи тоа е таа Сестра на баба дедо ми, еве го дедо ми, видите како биле за тоа време. со Џаци, шалчиња. да. Да, марами, скоцкани, дотерани, Дедо ми со качкет, качкети, шами, да. Па, мешанко. мешанко, Ма многу да. симпатично, И футале, многу убаво. едно футале, Да. дека е вон И контекстот. опинчиња, да се знае кој Да. имал кондури, кој немал чевли, носели опинци. Таа баба преживува, всушност ниедно дете не ја преживува. Не останува да живее, или се разболувале. Единственото детенце кое што го родила и пораснало на 7 годишна возраст и умрело. Што значи сите надежи за деца раѓала многу пати, меѓутоа не преживувале, ги остави во незините внуци. Никој пат не рече, никој пат не застана, јас не сум видела дека или да речеме да се поколеба нешто да направи. Не имаше проблем. Не се предаде до последен ден. Овој пар, Ова е преубавиот. преубавиот Да. пар. Преубавиот пар, ова се моите баба и дедо, кога биле млади. Така. Тука децата се ми се чини родени. Или барем колку што разбрав од мојот стрико дека биле родени, исклучително млади се, зашто баба ми веднаш се омажила после гимназија, што значи ова е на некој 18-19 веќе, мора не, ако се сите родени 20 и нешто годишна возраст, веќе баба ми имала 3 деца. Инаку бегалка. Бегалка. Некој пат жените оделе бегалки за да избегнат свадба, затоа што не можеле да прават свадба, немале услови финансиски. Не некој пат би те Многу поправила, често. многу често. Многу често. Барем моите искуства на терен кога јас сум ги прашувала бабите додека студирав и додека истражував, секој пат беше свадбите траат 3 дена, муштулукџи, па не знам колку гости, па не знам какво канење, а ти бабо како се омажи? Со еден јорган. Да, значи Секој пат побегнав, е чедо со еден мило јорган. мое, побегнав. Така, секој пат е со еден јорган, една баба со плетениците ги џапнала, земала што можела од нели онаа празнична нос и избегала, што значи сите на некој начин се удомувале кога немало услови. Ама ова не Но е таков имале случај. љубов. Имале љубов. Е, Ова е сега малку ова- поразличен случај, но во главно со добар исход, бидејќи дедо ми знаел како да Еве една комуницира со луѓе, интересна бил фотографија. Овде мислам дека се партизани во преден план. Така? Да. Ама како се само сликани. Охрид, која година ова, види како изгледа. Охрид. Така. Сега дедото е дедото. Со качкетот, Сите се со со карираниот качкет, качкет. сите се со бели шалчиња. Најфраерот од сите фраери. Најфраерот Секој пат во секој време имало некој што знае да се носи или да истакне некој и што знае да се намести за некој сликање. фраер лук. Да. Многу се интересни. Многу симпатични. Ова ти е Многу се млади. скапоцена. Многу Па- се млади. Види колку рано освестени луѓе Така. за нештата, колку нас тоа денес ние, нели? Добро, веројатно различни се времињата, различна замислата, различни идеалите и слично, но Да Многу си ги драгоценна чуваш слика. овие фотографии, ризница, се прекрасна ризница апсолутно. од вистинско богатство. Ти Вирче сакаш да бегаш од стереотипите, јас потполно те разбирам, бидејќи јас бегам од стереотипите и денеска ќе те однесам на една рурална експедиција, низ која што од поблиску и некако потопло ќе го представиме Сливово, потопло велам бидејќи ти не грееш, на вистина не грееш, и убаво ни пееш, и со тоа не грееш исто така. И ќе го видиме Сливово преку твојот аспект, преку аспектот на твојата фамилија. Јас верувам дека ќе биде прекрасен. Верувам и јас и сум многу возбудена. За мене едно убаво исто така и големо изненадување, бидејќи јас во Сливово, како што кажав, освен преку раскажување, немам живи спомени.
Имам некои матни спомени дека еднаш сум била, кога сум била мала, на 4 годишна возраст, но од тогаш не имам поидено. Еве, не имам поидено и многу би сакала да видам како изгледа, каде е местото каде што е роден дедо ми, каде е местото каде што била нашата куќа. Едноставно, еве, каков бил животот и каков е сега животот таму. И па одиме да ги разбистриме Одиме. твоите матни спомени Да, и во нивна со драго чест. срце. Една здравица Живи за здрави. бистрината на минатото живи здрави. Живи здрави. Во областа Дебрца, на крајниот северен дел од општината Белчиште, на надморска височина од 940 метри, сливово, пулсот на отпорот и символот на сплотеноста во најтешките времиња, е засолнато во коријата на северозападните падини на Илинска планина. Уште од атарот, селото ве пречекува со спомен од бележјата која најавуваат неговата историја, во која низ официјалните сведоштва и споменици се проткаени и судбините и битицувањата на овдешните семејства. Меѓу нив е и семејството првично Ѓоргиевски, потоа истото Димковски и веќе од 1958 Милошевски. Од Горномало, од кое имаат корен и Вера, како што сите си ја знаеме Вера Љубојна и Чичко и Пеце, Петар Милошевски. Убаво друштво во убав ден. Овде имаме сојуз од споменици. За ова стебло велат дека е споменик на вековите и битките со молњите од кои последната ја изгуби. Громот конечно го исуши, му го одзеде животот, но не и душата. Чешмата е споменик на јунаците чија крв се пролеала во овој крај. Надпис нема или го навјасале времињата. Но мошне мудро е што наместо надпис ќе се видите во гледало. Подоле, под петокраката, ќе го видите вашиот лик, зад кој неизбежни се москавичните асоциации на една поблиска историја, народно-ослободителната борба и изградбата. Тоа време на солидарност, сплотеност, сочувство, братство и единство што не беше утопија, туку бедем. Време на почетоци од нула, време на чети, војводи, даскали, па потоа едно друго време на бригади, ескадрили, батальони, курири, на другари и другарки од комитетот, скоевци, пионери, време на штафети, слетови, време на работни акции и банкети. Време кое се изгуби, а кое дури и нашите генерации го вкусија со бомбоните Мирко и Славко. Тогаш тие беа јунаци, а денеска се капка југоносталгин за сите оние кои се сеќаваат на нив. Има места со толку слоевита историја низ нашата земја, а ние сме токму на тлото на едно такво место. Наквасено со крв, обдарено со убавини, толку убави и живописни и толку магнетски за аспирации. Оваа убавина од секогаш требала да се брани. Уште далеку пред тврдокорните, па ослободителите од нов, па градителите и бранителите. Сите овие времиња, исплакани и искрикнати од неправди и болка, си најдоа зборови в песна. Поздвоените времиња на слободата имаа посебен уметнички израз. Секако, излезот од прангите на тиранијата беше радост, посебно за музиката низ епохите кои стилски ја одбележаа. Повеќе камењата не се фрлаа, туку се тркалаа. Следат декади на влијанија, експерименти, новитети и последнава раситнета триеска на зависна независност, транзиција која линеарно трае.
Во местноста, уште едно одбележје за денот на формирањето на македонската војска е гимназијата 11 ноември, која подоцна била касарна. Осмолетката тогаш била високо образование. Во близина е и поранешната железничка станица на теснолинејката Кичево-Охрид, на која се испраќаа регионалните гурбетлии. До пред половина век во Сливово имало над 500 жители, воглавно сточари и земјоделци, кои ги оставија стадата и мотиките и кинисаа по белиот свет, распрснувајќи се во соседните земји, а потоа и преку барата низ целиот свет. Погоре сред селото, поделено на Долно Маало и Горно Маало, со камчиња е раскажана мозаичната историја, најприкладно изразена токму низ мозаик. Првата македонско-косовска ударна бригада била формирана на 11 ноември 1943 година токму овде. Бригадата се состоела од баталјонот Мирче Ацев, Кичевскиот баталјон, првиот косовски баталјон Рамис Садику и вториот косовски баталјон Боро Вукмировиќ. Освен македонци, во редовите на бригадата се бореле и срби, црногорци, албанци, словенци. Сите под истото знаме, знамето на слободата, братството и единството, за заедничка посветла иднина. Еден ден пред славниот датум, двата македонски и двата косовски баталјони биле концентрирани во Сливово. Следниот ден, на 11 ноември, во предпладневните часови, членот на Врховниот штаб и делегат на Централниот комитет, Светозар Вукмановиќ Темпо, одржал говор по повод формирањето на бригадата под водство на командант Петар Брајовиќ, заменик Чеде Филиповски Даме, политички комесар Мита Милковиќ и заменик политички комесар Вера Ацева. Уште една Вера во нашиот историски сплет. Верче е крстена по баба и Вера, сопруга на дедо и Јарсо, син на Менка и Димко, а и сопругата на Чичко и Пеце е исто така Вера. Много специјално. Вера беше неверојатна. И затоа имаш ти Вера име. И мојата се вика Вера, ама ти си поглавна. Голем број од борците биле жени, а жените биле стожери во тие времиња. Крвта не е вода, и во оваа фамилија жените се своевидни борци во костец со сите искушенија кои им ги сервирал животот. Сливово во последните 100 години 3 пати е горено. Во Илинденското востание во 30-тите години од минатиот век и во периодот од сенародната борба за слобода од страна на балистичките банди. Славно Сливово неколку пати е горено од балистите. Да. Негде да. пишува 3 пати, негде 4 пати, значи 3-4 пати. Ама еднаш оваа местна заедница ја запалил некој друг. Да. Не се балистите. Не се балистите. Беше негде 54-та година или 53-та. Прв пат јас дојдов во моето родно место со мојата баба и со мојата братучетка Славица. Мојата тетка. Тетката на Верче. Тетката на Верче. И овде беше школа, школски двор имаше. Овде беше оградено, колку се памтам да сега. И вака беше лето. А
Кршишковото тука живееше мојата тетка на татко ми сестра, во која во дворот имаше фурна. И леп печеа тука. Од каде дошол Да, пожарот? Да, фурна имаше тука и тука имаше казанџилница. Од целото вареа ракија тука. По того памтам, стиловска ракија. И се дали зела Славица Чкорче или момче, друго дојшло дека запала и школата гори се запалило. Тревата бивте наполе. Дојде пожарна од Охрид и го изгасне за кратко време. Не знам дали се сеќавам Славица. Не знам, јас кога ја прашав, не ми спомна. Меѓутоа, сигурно се сеќава ако ја подсетиме. Да, ако ја подсетиме. Барем ми раскажа сега да не сигурно сеќава, ќе се сигурно сети. Се сеќава. И така. И па добро, значи да знаеме, кога ќе се пишува историјата, дека ако биле балистите 4 пати, петиот Славица била. Славица Да. била. А инаку дедо ми секое утро, јас така сум растена со баба дедо, секој утро вареше ракија, барем зимскиот период, и секој сабајле во кујната беше пуштено радиото и мирисеше на варена ракија и тој мирис до ден денес ми останат како убав, благопријатен, топол мирис. И затоа Сливова ракија. Сливова. И па затоа е сливово, така? Сливова. Ама сега Тој ја малку сметаше за подобра, за варена вкусна Сливовица. ракија. Шливка. Сливка што вика србите, шливка и викат и беше тоа такова сливка се продаваше, сливова ракија. Сливата е посебен вид на овоше што дава необичен смук за разлика од шмекот е многу убав. И таа е по И кајсија е убава, ама сливката е, да. тој И сметаше сливката е ракија што не е многу јака, така може секој да ја пие. Да помека е, Помека е. Така, Помека и се прави со вода, со шејкер, не знам, чичко ми знаеше. Иако дедо правеше јаки Не знам. Јаки Знаеш ракија. што Верче е порано било можеби селово на сливи, нели, и затоа се вика сливово, ама денеска има ореви. Многу. Има и Многу ореви, ореви. има ореви. Сега ќе си правиме ликерче од ореви. Ораховача го викаат. Ореовка. Ореовка нема кај да ги бери, значи да ми не секогаш се обрани. И па стрико ми знае дека заедно со татко ми тие и во скоро време беа во тој процес колку ние шуми горе имаме. Ореови се шуми случи кои со биле тие? во собственост на нашата фамилија. Шумите 54-та година донесен закон за експроприација на шуми без да не обавестат да станале под влаштиство на државата. Сите шуми. А сега со новиот закон за денационализација од мојата фамилија јас случајно таму се погоди во делбата и брат ми и една тетка моја да сме наследници на шумите и баравме да се врати назад. Тој процес се уште не е завршен, мада не кажа дека сме одбиени од непознати причини што не сум можел да докажам идентитет на Милошевски, Петар и тогаш се позивав наша фамилија Георгиевски, па пред тоа после дошло Димковски, не сум можел да докажам. Се менувале се перипети. генерациите, нели како Да. поминувале И не сум колената. во тој писмено немам добиено никаков ништо одговор. Има ли Нити- надеж сега да се Ја мислам донесе дека- до распети не знам, оваа Не знам, ситуација? надеж има, бевме со страшно со татко ти бевме пред една година во Охрид бевме. Така беше. Го Ланската година го дадов беше тоа, предметот и ден денеска немам обавестување да идем. Така. Зошто сме одбиени не знаеме. Да сакаме да ги ватиме шумите, а нивија има доста, нивија има по имотен лист има многу, само ја не знам каде е тоа. Ќе го најдеме сега, ќе го бараме, ама прво ќе се стоплиме, не со сливка. Така. Имаме вино. Вино си Може по едно носиме чарче. ние. Да. Иако времето не служи денес, многу е убаво. Времето ни е многу убаво. Се многу грееме убаво. вака по бабешки. По бабешки. Освен по јунаштвата, ова село е надалеку познато по највкусното козјо сирење. Концентрирано, без тежок мирис, а со уникатен шмек, по кој доаѓаат гурманите од цела Македонија.
О, што е ова, каков пречек? Ви благодарам многу. Ова какво сиренце? Козио. Козио сиренце директно од Бачево, од Сливово. И па сега седете со нас, ние сме спремни со винце. И па како? Ние за вас вино. Вие на нас. Да. Значи за баба Арсенка и Трена. Да, баба Арсен и Трена се првите. Првите од кои јас слушнав автентично пеење и првите од кои јас научив слагање. Како се слага? Тие пеа во два гласа. Многу сакаа да пеат, кога ќе се соберевме, тие беа се уште живи. Јас бев 4 годишно дете, може да замислите како тоа мене ми звучало и колку ми се врежало таа некоја димензија на пеење која не сум знаела да си ја објаснам, не сум знаела, многу мојкно ја доживеав, многу торжествено ја доживеав и многу долго време тоа тлеело во мене, ете така некаде заборавено во мојата подсвест, за да избликне во еден момент. И сега како ден се сеќавам дека пеа некои песни им беа омилени, многу сака тетовски песни. Знаеш некоја тетовска песна? Не знам зашто. Па баба ми ја пееше Огреала месечина. Многу таа песна, некако или барем памтам дека во песните, да, дека во делот од песните одеше и таа. Па мислам познатата Огреала месечина. Огреала месечина леле, огреала месечина. Од солуна до тетово, од солуна до тетово. Преубав. Да. Преубав ден и виното заспа на денот. Легна, заспа, спие и јас сега ќе ти наздравам со една моја автентична лична изрека, дека сите сме ние гости на овој свет и дека имаме едно единствено богатство, нашето време. А нашето време треба да биде квалитетно поминато. Апсолутно, Еве го тој квалитет, еве го тој убав ден. Да. Каков ден? Ма што е квалитетно време? За мене квалитетно време е време поминато со пријатели, време поминато меѓу децата, време поминато во некакво уживање, време поминато во работа што сакаш да ја работиш. Со радост и насмешка. Апсолутно. Време поминато во нешто во кое што си вложил многу мака и ти се враќа ти се мултиплицира таа мака во доблести всушност. И не знам, мислам дека тоа време може човек само сам да си го скрои и да си го сподели со некој. Но мора сам да си го најде, мора сам да го... Во својот роден крај исто така, еве како сега, како денеска, во потрага по своите корени. Апсолутно. Во очи со својот корен. Добре, јас многу сакам да се среќавам со нештата. Еве, нека си тоа моите корени, сите нешта, сите епитети, сите можни дефиниции за она што би можело да означува корени. Моите корени и воопшто се што индиција за некое потомство, не знам, некој вид на патриотизам. Јас многу сакам тие димензии да се човечки, да ги сватам многу по-човечки и по-реално, заради тоа што така ми се, не само што ми се обистинуваат како животни ситуации, како животни случаи, не само што ми стануваат поблиски, туку и ми дават една реална визија за тоа како континуитетот на една култура може да тече, како континуитетот на еден човек може да тече и баш во таа човечка димензија која не е мистифицирана, не е удирање по гради, не е некоја, не знам, исклучително некаква митска категорија. Е таква една, значи човечка апсолутно, димензија. баш таква човечка димензија, многу поголемо гледам во таа димензија, многу поголемо можам всушност тоа дејствување меѓу ова мистицирањето и овој реалниот живот, е тоа дејствување меѓу овие две нешта, категории, како сакате, крстете ги. Тоа го прави тие конци меѓу овие две нешта, тоа го прави за мене реалниот живот и тоа се тие дела
кои можат, мислам, мене да ме инспирираат, мене лично веќе ме инспирираат, меѓутоа мислам дека таа човечка димензија дава многу посуштествена ја буди идејата за тоа што можам да направам, што сакам да правам, кој сум всушност јас не сум некој припадник на некоја митска категорија на племе, народ или на фамилија, туку сум еден човек кој живеел некаде, чии што, не знам, фамилиарни представници во тој живот вложиле многу љубов, градејќи го тоа фамилиарно стебло, не го граделе за него да го нацрта и само да го представи на лист хартија, туку навистина вложувале многу за тоа да добие значење. А значењето во тоа дека се преплетени толку многу животи, толку многу од нив излегло и тоа богатство го сочинува тоа стебло и тоа богатство и му дава значење и на моите корени. Тоа е таа лозинка на лозата. На лозата, Кодот. да. Кодот кој всушност е многу едноставен и е многу човечки. И се состои во секојдневните практични принципи, не се состои во ништо што е измислено и по книга наметнато или не знам, еве вака од незнаење наметнато, туку навистина една секојдневна практична едно живење на животот кое што во континуитет го представува се она што ние можеме да го наречеме традиција, што јас можам да си го наречам традиција на мојата фамилија, а верувајте во неа има многу љубов, барем јас сум така растена. Се уверивме дека сливово е почва на јунаци, зборува и преданието за Кузман Капидан што овде го раскажуваат. Неслучајно во околината има место Капиданица. Велат дека Кузман Капидан по мајка е од Сливово, а по татко од Врбјани, од фамилијата Мушевци. А неговата најзначајна борба во поемата се поистоветува со вистинскиот настан кој Григор Прличев го видел кон средината на 18-тиот век. Настан врз основа на кој е напишана поемата. Во тоа време учителствувал во повеќе градови низ Македонија, меѓу кои велат бил и Дебар. А кога селаните од Дебарца, Врбјани и Сливово оделе во Охрид, таму на плоштадот бегот имал пеливан кој се борел со локалните јунаци кои сакале предизвик. Кузман Капидан бил мал, ситен човек, но им рекол на другарите: "Јас ке го оборам Пеливанов." Иако не бил во таа категорија по големина и става, тој го оборил противникот и тогаш, како што велат, скокнал аскерот, а рајата веќе зовривала. Григор Прличев го гледал настанот. Тогаш станал бегот кој седел на чардакот и рекол: "Чекајте луѓе, ајде нека се повтори борбава уште еднаш." И Кузман Капидан повторно го соборил пеливанот. Тогаш бегот го викнал на чардак да пие кафе со него. И поведен, Григор Прличев од јунаштината што ја направил Кузман, ја напишал поемата Сердарот. А во зборовите: "Пискотници се слушаат од Галичник до река. Под река се мисли на овој крај, а не на реката Радика. Галичник е на јужнава страна, преку планина." Ете така го пренесуваат преданието мештаните на Сливово, во чија чест и спомен си имаат местност Капиданица. Сливово или Сливо во турскиот дефтер од 1483 година имало 30 семејства. Денешната локација од пописниот дефтер е дискутабилна заради преданијата во кои како претходна локација се споменува местноста Јаковски куќи, населба од раниот среден век, во чија околина се пронајдени профани сведоштва близу црквата Свети Атанасије. Веројатно населбата во повеќе наврати се поместувала или засолнувала источно во шумовитите предели наспроти масивот на Стогово и Караорман. Така сакралните места останале југозападно. Трагите од светилишта од среден век постојат во местноста Брце и на брдото Горица, каде што до ден денешен според родокрајските записи се одржува светковина на Ден Вартоломеј традиционално со панаѓур. Нетипично за регионот е што Сливово исклучок според славите. Овде не се слави црковниот празник Свети Атанасије, се слават Варвара и Преображение.
Најновата црква сред село е Света Варвара, чиј камен темелник е удрен на 26 јули 2015 година. Куќата на фамилијата на Верче е во Горно Маало. Горно Маало и Долно Маало биле нарекувани и по имињата на антагонистичките фамилии Ѓурковски и Николовски, впрочем како што честопати се делеле македонските села. До таму крај патот ќе забележите вистински убавици кои отскокнуваат меѓу постарите куќи. Се надеваме дека нивниот број ќе расне и дека Сливово ќе стане атрактивно село кое ќе си ги врати своите внуци. Лево низ чудната вегетација, воглавно од сливи облечени во мов, е локацијата на старата фамилиарна куќа на предците на Верче, огништето на дедо Арсо, син на Чукундедо и Димко. Партизанот од сликите. Темелите ги издава по некој видлив камен, врз кој се конструира визијата за куќата во иднина. Овде се лоцира нашата куќа. Ова овдека, овој дел, зидот бил до овде, овој камен од куќата останате и ова камче тука, е така било до тука, така. Ова улица, не знам како, Јалица е викале едно време, од тука имало, куќата наша била завртена навака, а ова била обратно. Сега нашата куќа нема, овие направиле навака. А та Јалица миле мали селски улички за стоката, за тоа. Да. Ова е водоводот од селото направен во наше место. Наше место е догоре, таму има место, сливите испаднали, изгорели, се радели се. Сето тоа е тука. Е така, овде имаше многу камен, еве има уште некој камче. Добро, а што дрва се овие? Види какви се, како овие се се, мовно ова е сите се овие сливи што се сушени. Сушени сливи па со мов покриени. Не со мов покриено. Али види колку ова е мов. топола, а овдека колку било многу мов. сливи, многу сливи овдека имаше. Дури живописно е колку... Како раста се. Како раста се. Куќата била до... Многу расположен мов е. Види? Ова е мов. Добро, ова Еве е ти гранки за може би спомен. не е толку. Јас имам спомен од слива. Да. А видиш што е убаво, како изгледа останати. тоа. Да, многу живописно изгледа. Многу иако се е убави. само една. Тие Види гранки онаа повеќе гранка. делуваат како расти. Да. Се погусти. Тоа е наше доуде. Или онде да си направиш некоја импровизирана просторче што ќе ти треба и си топ, летно Рај. време. И сега никој не би го изградил, тоа е факт. Треба да го Направи направи. го прва и пак ќе бидеш Треба да прва го во направи. се. Мислам никој не би го направил. Не знам, може би го, ама некој Ете ти пак еден предизвик. треба да се сети. Ете ти И предизвик. мислам дека сите би доаѓале толку убаво местово и Ќе ги повлечеш, ќе ги донесеш да. назад. Секој би очекувал да си има едно мирно заклониште некаде. Оваа живописна природа, идеална за филмови заради герилскиот амбиент и екзотичните раста гранки, ја оставаме во планинскиот спокој. Благодарни за сите приказни, вкусови и мигови, се поздравуваме со селото кое не збогати со нови пријателства. Ви благодарам многу што бевте убави и љубезни домакини и што не пречекавте вака убаво и што ни дадовте многу убави приказни за овој крај. Од кафето да не им давате. Тоа е за вас. Ето, тргна по, сега. Регина. Леле, срце мило. Во знак на гостопримство, ќе си одиме со светнати фарови. И како да не изгрее јасната месечина, кога Верче ја повика со глас шербет.